Световецот историчар Бранислав Светозаревиќ синоќа ја промовираше својата нова книга посветена на сограѓанинот Виктор Ачимовиќ. Промоцијата се одржа во музичкото училиште во Тетова. Насловот на книгата е Тивкиот фронт на Виктор Ачимовиќ. Енигма за македонската јавност, вака историчарот Бранислав Светозаревиќ Покорни го нарече својот сограѓанин, кој воедно е и главниот херој во неговата нова книга Виктор Ачимовиќ. Пред тетовската јавност, синоќа во музичкото училиште, Светозаревиќ ја промовираше својата книга Тивкиот фронт на Виктор Ачимовиќ. Светозаревиќ истакна дека пронаоѓањето на архивските документи на Ачимовиќ за него биле привилегија. Вели дека Ачимовиќ се уште не е до крај откриена личност, но сепак е личност која е многу значајна за македонската историја и држава. Ни раскажа накратко сегменти од неговиот живот. Роден 915 во Тетово, вундеркинд, знае 7 јазици, на 19 години има свој весник Тетовске новине. Веќе во 1939 на 24 години објавува весникот Јужна стварност, во кој се бори за македонските интереси, за македонската кауза. Затворен од сите режими во кои живеел, бил затворен во Кралството Југославија, потоа осуден од италијанските окупациони сили на 2 години, за да на крајот 4 години лежи во затвор во Идризово во социјалистичкиот период. Иако прогонуван заради своите идеи кои биле оригинални, самостојни, посебно затоа што бил и обавештаец, односно разузнувач на НКВД за време на Втората светска војна, за која има и орден добиено за заслуги против антифашизмот. Некои сегменти укажуваат на тоа дека работел и за МИ-6. Сепак од својата средина никогаш не бил разбран и заради тоа бил изолиран. Но неговата изолација од новинарството го пренела на фотографијата и филмот, каде што успева да ги добие сите врвни награди во Европа, како што се Сребрената плакета на Кански фестивал, на Луксембуршкиот бронза и Гран при во Краков. За животот на Ачимовиќ веќе е понудено и сценарио за филм. Светозаревиќ неколку години ги истражувал документите за да ги срочи во книга за личноста која секогаш била на линијата меѓу животот и смртта, па како што вели Светозаревиќ, во некои сегменти заличува на македонски Джеймс Бонд.